Кога сирените предупредуваат за ракетен напад, жителите на Ейлат во Јужен Израел имаат околу 30 секунди да стигнат до заслоништа. Но пред да се урне беспилотното летело во училиште на одамна, немаше сирена, само звук проследен со експлозија. 12-годишната Гал Харари вели дека повеќето ученици веќе ја напуштиле зградата, а околу 40 биле внатре за активности после училиште. Се подготвувавме изминативе денови. Имавме многу вежби, така што учениците знаеа што да прават. Имавме среќа што никој не беше повреден. Тоа беше вистинско чудо. Дронот за кој израелските одбранбени сили велат дека дошол од Сирија, ја оштетил зградата. Повредени немало. Израелскиот туристички град Ейлат требаше да биде безбедно заслониште за повеќе од 60.000 луѓе евакуирани од градовите и селата во Јужен Израел, кои беа под ракетни напади од Газа. Сепак овој град стана цел на балистички ракетни истрелани од бунтовниците Хути од Јемен, а исто така и беспилотни летала лансирани од Сирија. Еден од тие дронови удрил во зградата на основно училиште. Мајката на Гал, Шерон Харари, вели дека и кажувала на незината ќерка дека училиштето е најбезбедно место, бидејќи нивниот семеен дом нема заслониште. כשאמרתי לבנות שלי שהמקום הכי בטוח בשבילם זה הבית ספר. Навистина мислев дека тоа е најбезбедното место и дека девојчињата треба да одат редовно на студии и покрај војната и да го продолжат својот живот. להמשיך את החיים שלהם. Но за жал тоа не се случи, бидејќи немаше сирена и немаше тревога. ולא הייתה אזעקה. И ако ова се случи, се може да се случи. אז הכל יכול לקרות. Таа вели дека конфликтот се одразува врз децата. גם כשילד לא נפגע פיזית בגוף, Дури кога детето не е физички повредено, тоа е психички повредено. И децата овде од сите возрасти се исплашени. הם לא ישנים בלילה. Тие не спијат ноќе, се плашат сами да одат во WC, не играат надвор. בשום מקום. И покрај тоа што изгледа многу убаво покрај морето, ние сме исплашени. Израелските одбранбени сили соопштија дека нивниот систем за воздушна одбрана со долг дострел пресретнал ракета на Црвеното море лансирана кон Ейлат. Израелските одбранбени сили не кажаа кој стои зад ракетата, иако јеменските бунтовници Хути, поддржани од Иран, тврдеа дека истрелале балистички ракети кон Јужен Израел. Семејството на Дорин Рај е меѓу преживеаните од нападот на 7 октомври од Хамас, означена како терористичка организација од страна на САД. 1/4 од заедницата со 400 жители беше жртва, најмалку 20 луѓе беа убиени, а повеќе од 70 киднапирани. Таа вели дека Хамас бил во домот на незиното семејство, но не можел да влезе во утврдената просторија, каде што таа, незиниот сопруг и нивните 3 деца се криеле, држејќи ја вратата 8 часа. Семејството се евакуирало во Ейлат, кој сега е цел на напади. За преживеаните членови ќе поминат години пред да можат да се вратат дома, доколку се одлучат на тоа. Постои план да одиме заедно на некое место со згради што е многу поразлично од нашиот живот, на само 2 или 3 години. Не знам дали ќе се вратам, бидејќи моите деца се многу исплашени, а исто така и јас и мојот сопруг. Им ветувавме цел живот да не се плашат, дека војниците се тука и дека работат многу напорно за нас. Никогаш нема да дозволат нешто да се случи. На 7 октомври, вели таа, никој не дошол.